8 март 2017 година, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. На почеток честитки до сите припаднички од понежниот пол по повод денешниот празник посветен на жената 8 март. Жените се побројни и подолговечни во Македонија, покажуваат статистичките податоци од анкетата направена по повод Меѓународниот ден на жената. Од вкупниот број на население во Македонија, 49,9% се жени. Тие живеат 3,9 години подолго од мажите, покажуваат податоците што ги објави Државниот завод за статистика по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената. Според објавените податоци, во 2015 година имало 282.078 вработени жени, а од нив 76,3% биле вработени во компании во приватната сопственост. Над 95% од вработените жени се вработени со цело работно време. Во однос на мажите, поголем е и бројот на дипломирани жени, односно 57,1%, како и бројот на жени магистри, односно 58,6%. Во Македонија во 2015 година имало 143 жени доктори на науки. Во однос на слободното време, податоците покажуваат дека вработените жени во текот на денот поминуваат 15% на слободни активности, а невработените жени 21%. Во 35 општини во Македонија нема матични гинеколози, алармираат од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ. Во 35 општини во Македонија нема матични гинеколози, а во 29 општини нема доволен број на матични гинеколози, соопштија од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ. Оттаму изразија загриженост за лимитираниот прогрес на државата во однос на унапредување на пристапот до здравствените услуги за женско и репродуктивно здравје за жените на целата територија на Македонија. Жените се уште се соочуваат со бариери во пристапот до овие здравствени услуги на примарно ниво. Оваа состојба значително го отежнува пристапот на жените до гинеколошките здравствени услуги на примарно ниво. Редовните превентивни гинеколошки прегледи водат кон унапредување на здравјето на жените, бидејќи преку истите може рано да се откријат низа на заболувања и навремено да се излекуваат, вклучувајќи го и ракот на грлото на матката. Пристапот е значаен и за соодветно водење на здрава бременост, бидејќи предвидено е за време на бременоста жените да остварат минимум 8 посети кај матичен гинеколог, со што навремено можат да се откријат нарушување на здравјето на бремените жени и промени кај плодот. И покрај тоа што во 2016 година Министерството за здравство преку јавен оглас распиша кофинансирана приватна специјализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација од областа на гинекологија и акушерство за примарно ниво на здравствена заштита за 20 извршители. Во 11 општини, според последните податоци, Министерството има одобрено само 6 специјализации, што е далеку од потребниот број, се вели во нивното соопштение. Од ДС велат дека стапката на смртноста од карцином на грло на матка кај жените бележи пораст, а во исто време Министерството за здравство го намалува планираниот опфат на жените со програмата за скрининг на рак на грло на матка. Во 2011 година стапката на смртноста изнесува 1,5 на 100.000 жени, додека во 2014 4,1. Владата го намали буџетот за програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка за 2017 година за 2.950.000 денари во споредба со програмата за 2016. Жените не се соодветно опфатени со посетите од страна на патронажна сестра за време на бременоста и во периодот по породувањето. Податоците од ромските заедници укажуваат дека за време на бременоста жените воопшто не се посетени од патронажна сестра, а по породувањето се бележат 1 до 2 посети. Министерството за здравство од програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата ги избриша одредбите со кои беа регулирани бројот и содржината на патронажните посети, па така во моментот не постои ниту еден правен документ кој ја регулира реализацијата на овие посети. Посетите се од особена важност за унапредување на здравјето на жените во време на бременоста, како и за здравјето на новороденчињата, велат од Сдруженијето ЕСЕ. Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените од државата бара да се обезбеди сеопфатна правна заштита за жртвите на семејно насилство.
Здруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, денеска по повод Меѓународниот ден на жената, бара од државата да обезбеди доследна имплементација на Законот за превенција, спречување и заштита на семејното насилство. Според Здруженијето, жените жртви на насилство се соочуваат со недоволна и неефикасна правна и судска заштита, поради што се бара и обезбедување на сеопфатна бесплатна правна помош за овие жртви. Од Здруженијето оценуваат дека се уште постои тренд поблаго казнување на сторителите на семејно насилство, а мал дел од последните кривични пријави се процесуираат. Според анализата на прибраните податоци од основните судови, 1/4 од поднесените кривични пријави уште во текот на обвинителската постапка се отфрлаат. Од отфрлените кривични пријави, во просек 44% се резултат на повлекување на предлогот за кривичен погон од страна на жртвата за кривично дело, телесна повреда при семејно насилство. На 14 овој месец ќе биде реализирана традиционалната доброволна крводарителска акција во регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Се организира традиционалната крводарителска акција во регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Ја организира општинската организација на Црвен крст Кавадарци, а ќе ја спроведува Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Во вторник на 14, освен вработените во гранична полиција, крв ќе може да даруваат и припадниците на полициска станица од општа надлежност Кавадарци. Домакин е граничната полиција. Акцијата ќе трае од 9 до 15 часот, 2 пати во годината, и Министерството за внатрешни работи дарува крв. Акциите се во рамки на годишниот календар на крводарување, а поголемиот дел од дарителите веќе редовни дарители во списокот на Хумани. Неретко се случува токму во гранична полиција да има и првократни дарители, поттикнати од хуманоста на своите колеги, но и од желбата да се спаси живот и подобри сопственото здравје. Крв стандардно ќе дарува вработените со одлична здравствена состојба, а за возврат, почитувајќи го законот, ќе добијат по 2 слободни последователни дена. Агенцијата за храна и ветеринарство тврди дека увезениот мед е безбеден. Увезениот мед што се продава на македонскиот пазар е безбеден и ги исполнува сите законски и подзаконски акти да се продава во Република Македонија, соопштија од Агенцијата за храна и ветеринарство, откако пчелари од Делчево и Македонска Каменица побараа да се испита поради наводни сознанија дека е фалсификат. Според Агенцијата, инспекциските служби вршат контрола на увозот на секоја пратка мед во земјава. Минатата година биле увезени 188.099 килограми мед од Молдавија, Србија, Франција. Како небезбедна од страна на официјалните ветеринари, уништена е само една пратка со органски мед во количина од 2,72 килограми со потекло од Велика Британија заради отсуство на ветеринарно-здравствен сертификат кој задолжително треба да ја придржува секоја пратка, информира агенцијата. До Оделението за заштита на потрошувачите при Агенцијата за храна и ветеринарство лани биле поднесени само 2 представки од потрошувачи кои се однесувале на квалитетот на медот. По извршената инспекцијска контрола е констатирано дека представките биле неосновани. Медот што се пушта во промет доаѓа од објекти за пакување мед кои се одобрени од страна на агенцијата и кои се контролираат од официјалните ветеринари. Моментно во земјава постојат 11 одобрени објекти за откуп и пакување мед. Од агенцијата наведуваат дека инспекциските служби вршат редовни контроли и на одгледувачите на пчели, но и на трговијата со мед и другите пчелни производи. При контролите на безбедноста, квалитетот на медот и означувањето направени минатата година не се констатирани неусогласености. Општинското основно училиште Пере Тошев Росоман доби географски карти донација од градоначалникот Стојан Чалазов. Карти ќе има и за подрачните училишта, а ќе значат полесно совладување на наставниот материјал. Карти на Македонија, Европа и светот доби општинското основно училиште Пере Тошев Росоман. Секоја училница ќе добие карта на Македонија. Останатите ќе бидат распоредени по кабинети, а од картите ќе добијат и подрачните училишта. Истите, но во многу помал број, веќе застарени и оштетени, ги имаше училиштето, но сега новите ќе значат олеснување во совладувањето на целиот материјал од предметот. Пред нив показно и точно ќе можат да раскажуваат учениците
вели наставникот по географија Марија Печевска. Најпрво да му се заблагодарам на нашиот градоначалник за донирањето на овие карти за нашето училиште и тие ќе ни бидат од голема помош, бидејќи немавме до сега такви карти, старите ни беа веќе искористени и овие баш убаво ќе ни дојдат за работа со учениците. Европа, светот и Македонија сакаат ли дечињата да учат за нив и да ги покажуваат токму на картите? Па да, најинтересни им се баш тие континенти, Европа, Македонија како земја, како наша земја и останатите континенти од светот. Па ги тераме да истражуваат на карти, да знаат да се снаоѓаат во просторите. Интересен е предметот и баш ги влече, мислам, таа наука, тој предмет. Македонија е библиска земја, таа има богата историја и уште побогата географија. Се радувам што има ученици што вистински го сакаат предметот. Сега очекувам и целосно географско раскажување пред карта, потенцираше градоначалникот Лазов. Овие карти се од фирмата Trimaks, која што е навистина добар изработувач на карти во Македонија, со која што имаме како општина добри соработки и во тој контекст, покрај тоа што мора да кажеме, имаме и учители млади кои што верувам дека предметот географија со задоволство ќе го предаваат на учениците, бидејќи и самиот сум доста како човек заинтересиран за географијата, за картографијата. Во мене се роди една идеја да на овие карти набавени преку Trimaks ги дадеме во основното училиште Пере Тошев овде, како би децата повеќе се едуцирале во делот на познавањето и на сопствената држава Македонија, но и на поширокото вклучување, односно за целиот свет. И ако некогаш генерацијски, мојата генерација многу учеше во познавањата на повеќе земји, на повеќе градови, еве сега верувам дека овие карти ќе помогнат и на овие генерации да деца да можат да показно да знаат каде се земите. Тие се од повеќе намени и од политички, од патни инфраструктури, значи и релифни карти ги има во повеќе дел, но исто тука се и од Република Македонија со територијалната поделба на секоја општина на Република Македонија согласно уставот и законот како е поделба направена, и верувам дека и овие карти, кои што верувам дека ќе ги има за секоја училница по една, ќе барем во мислата на самите деца ќе вродат и патриотски чувства, зашто и еве се бориме за да си зачуваме унитарноста на државата, се бориме да го зачуваме јазикот на Македонија. Овие денови има Македонија уште едно премреже кое што верувам дека ќе го помине сепак на крајот на кришта. Како земја сме библиска и благословена, верувам дека и народот македонски ќе се изборе за таа унитарност, ќе се изборе за сопствената држава. Од спортот, Фени со тројката на Матија Чешковиќ во последната секунда го победи црногорскиот представник Теодо од Тивац со резултат 100:97. Фени Индустрии синоќ ја славеше со само 3 поени над црногорскиот представник Теодо со резултат 100:97 во првата четвртфинална пресметка од Бибол лигата. Кавадарчани има за што да жалат, бидејќи беа далеку подобар противник во поголемиот дел од надпреварот, но во последната четвртина имаа дури 15 поени предност, 90-75, за на крај едва и да триумфираат со 3 поени минимална предност која ќе ја бранат следниот вторник на гостувањето во Црна Теодо успеа да парира само околу 7 минути кога кошаркарите на Фени ја превзедоа контролата. Првата четвртина заврши со резултат 21:17 за кавадарчани да продолжат да доминираат и во наредните 10 минути благодарение на одличниот Чешковиќ. Гостите од Црна ја стабилизираа својата игра и во третиот период достоинствено им парираа на македонските кошаркари. Разликата во ниту еден момент не се спушти под 5 поени, а во последната четвртина се влезе со водство на Фени од 72-65. Матија Чешковиќ беше херојот на Фени на оваа средба.
бекот на кавадарчани со 39 поени, меѓу кои и одлучувачката тројка во последната секунда практично ги остави кавадарчани во живот за реваншот. А се можеше да биде полесно. Имено, на 6 минути пред крајот Фени имаше неверојатна предност од 15 поени, но му дозволи на противникот да се врати и сега да има доста добри шанси пред реваншот во Тиват. Покрај Чешковиќ, кој постигна 39 коша, а забележа и 5 асистенции, добар настап има и Джекиќ со 18 и Петровски со 17 поени. Да напоменеме дека Фени средбата ја одигра без Андреј Магдески, кој заработи незгодна повреда на средбата со Работнички. А Боби Стајич, кој беше јунакот на дуелот со Работнички, новаа средба пред време многу брзо влезе во проблем со личните грешки, па надпреварот го заврши пред време со 5 прекршоци и без поени. На државното првенство во кикбокс, клубот за боречки вештини Будо се врати со 11 медали. Клубот за боречки вештини Будо од Кавадарци многу наскоро ќе има и повеќе од сериозен проблем да ги смести сите пехари и медали кои борците од клубот ги освојуваат на надпреварите во земјава и странство. Потврда за се тоа се и 11 медали кои кавадаречките борци ги освоија на државното првенство во кикбокс кое во саботата се одржа во Скопје. Кавадаречкиот тим настапи со 12 кикбоксери во дисциплините лоу кик и кик лайт. Филип Ризов уште еднаш ја потврди својата доминација во својата категорија, освојувајќи ги златните медали во дисциплините кик лайт и лоу кик. Златни медали освоија и Александар Велков, Блаже Настов, Синиша Милошевиќ, Маријан Чекендеровски, со сребрени медали се за Китија, Јован Костов, Милан Милошевиќ и Никола Станоев, додека Никола Бојовски и Александар Захарчев освоија бронзени медали. За прв пат на овој шампионат Кавадарци доби и судијски представник во името на Александар Ристовски, кој судеше на 68 борби во дисциплините Point Fight и Kick Light. Ристовски е еден од првите судии од нашиот град во оваа боречка вештина, а неговите амбиции се добивање лиценца за судење над превари од поголем карактер. Покрај Ристовски, кој заедно со Тодор Анастасиев го сочинуваат тренерскиот двоец, големи се и клубските амбиции за влез во репрезентацијата на Македонија, на сите оние кои освоја златни медали на ова надпреварување и учество на Европското првенство кое во септември ќе се одржи во Македонија. Утрено очекува променливо облачно време во југозападните делови со слаб дожд, ќе дува умерен до засилен северен ветер, температура до 15 степени. Тоа беа подготвените содржини, имајте секое добро со нашата програма.